Климатските промени се реалност, ние секојдневно се уверуваме, несомнено дека тоа е предизвик со кој што ќе се соочуваме и се соочуваме, што прави Македонија, што треба да прави и што може да прави. Разговарам со Теодора Обрадович-Грачаровска, државен советник во Министерството за животна средина и просторно планирање и национален координатор за климатски промени. Ајде на почеток една генерална оценка како Македонија се справува со климатските промени. Ако зборуваме со факти, со бројки, со податоци, со реализирани документи, со предложени активности, акции на ниво на влада, на ниво на собрание, зборувајќи 2 децении назад, моје длабоко лично мислење дека се справуваме со климатските промени од аспект на она што се побарува да го ставиме во одредена рамка. Меѓутоа, не се национален проблем, туку станува збор за глобално прашање, за глобален проблем, каде што последиците од неделување на некој друг се чувствуваат и во нашата држава. Токму затоа, ако следиме, например, перцепција на граѓани за тоа дали се справуваме добро или лошо со климатските промени, може да забележиме дека таа перцепција со текот на годините се менува. Меѓутоа, се менува и разбирањето за климатските промени и начинот на действување на секој поединец и на секоја институција различно. Што сакам да речем? Ако поминатите, например, анализи сме констатирале дека прашањето воопшто не се тангира или е многу ниско на агендите и на државните институции, на самите граѓани, сега тоа е сосема различно и тоа можам да го подкрепам со многу факти. Ние сме првата држава во регионот која што изработи стратегија национална за развој на енергетиката со вграден пилар, со вграден аспект, целосно вграден аспект на декарбонизација. А со тоа решаваме 70% од емисиите на стакленичките гасови. Имаме ли проценка колку сопствени ресурси троши државата во борбата со климатските промени? Конкретна бројка, ако сакате да извлечете, не би било релевантно да се каже. Зошто велам не би било релевантно да се каже? Затоа што постои номенклатура на ОЕЦД, прифатена од Обединетите нации, врз основа на која одредена акција може да се пондира колку е таа навистина климатска акција. Значи станува збор за финансирање, пошто ме прашавте за домашно финансирање, од целокупниот буџет на различни активности во различни институции кои што треба да се пондираат со тоа до колкав степен, во колкав процент се навистина климатски акции. Дали се 100%, 40% или 0. Дали се целосно климатска акција, делумно или не се климатска акција. Обратно, средствата кои што се добиваат од надвор е полесно да се преследат, затоа што станува збор или за грантови или за кредити. Ние имаме изработено предлог, методологија како да се направи такво пондирање на буџетот, всушност на националниот буџет, да одредиме процент на така наречен климатски буџет или финансирање за климатски акции. Преостанува координација со Министерство за финансии, како да влезе во една секојдневна активност. Кои научно издржани мерки ги спроведуваме во борбата со климатските промени? Во различните документи, значи кога ние изработуваме проекции, тоа така се нарекуваат проекции на едни очекувани емисии на стакленички гасови, обработуваме сет на мерки. Почнавме со 30, да речем, во првичниот национален поднев, продолживме со 45, за да сега во интегрираниот план за енергија и клима опфативме 67 мерки и активности, распределени во секој од овие 5 пилари или 5 димензии кои што ги побарува европското законодавство. Излистани се сите 67 и е направен преглед колку секоја мерка придонесува на која димензија. Значи, сите практично мерки што се за примена во засилена на обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, може да се подведат под мерки кои што придонесуваат за намалување на климатските промени и навистина ако се направи анализа на емисиите, тоа значи попис на сите оние стакленички гасови изразени преку CO2 еквивалент, значи и метан, и азотен диоксид и така натаму, изразени преку еквивалентот на CO2, се забележува намалување.
сега може секој да праша, тоа намалување може би значи последица на неработење на одредени капацитети. Да, може да значи, меѓутоа во нашиот случај намалувањето највеќе е во секторот енергетика, значи не е во индустрија, туку во секторот енергетика, затоа што е констатирана намалена употреба на горива со потекло од фосилните горива. За успешна борба со климатските промени се потребни пари, но секако се потребни и ресурси, човечки ресурси. Со каков квалитет на кадар располагате во вашето министерство кој се чини и најистурено во борбата со климатските промени? Се сложувам дека е истурено, меѓутоа не е единствено одговорно и не е единствено надлежно за многу активности, мерки и политики. Сакам да речам дека на поединечно експертско ниво е препознаено многу високо ниво на експертиза и тоа е препознаено во извештаите на Европската комисија. Не достигаше институционализација на процесот, правни механизми за координација, иако тоа како проектна активност се работи 20 години назад. Тешко е да се процени колкави се штетите од климатските промени, но исто така е важно и да се работи на едукација на населението. Каква е вашата оценка, дали работиме, го едуцираме населението за значењето на климатските промени? Сакаме компонентата за едукација да ја вметнеме како барање за финансирањето целениот климатски фонд и иницијатива со УНИЦЕФ, која што ќе работи, така е кажано во состанокот, дека ќе се потруди да работи на едукација за климатски промени. Констатирано е значи како слабост, како слаба точка. Побарано е и мислам дека се повеќе станува јасно дека добрата едукација е всушност превенција за помали последици од истите. Земјава имаше на стратегија за климатски промени што го опфаќа периодот 2015-2020, докаде е спроведувањето на законската регулатива и изготвувањето на стратегијата за климатска акција. Двата акти, значи Законот за климатска акција и долгорочната стратегија за климатска акција се поддржани од инструментот за предпристапна помош и инструментот финансиран од Европската комисија и тие треба да завршат до ноември оваа година. Не е поентата и целта ние по законот да го усвоиме и потоа да немаме никаква имплементација, туку напротив, тоа и математички го имаме докажано, дека секој носење на одлука од долу нагоре има повисок степен на веројатност да биде имплементирана туку од горе надолу.